Ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Советот на општина Тетово ја одржа петтата седница. Беа избрани председатели и членови на соодветните комисии. Најголемиот број од точките на дневниот ред на петтата седница на Советот на општина Тетово се однесуваа на избор на председатели и членови на комисии на Советот на општина Тетово. Председател на статусно-правната комисија ќе биде Аднан Билали, на комисијата за финансирање и буџет Бесар Дурмиши, на комисијата за урбанизам и заштита на животната средина Живе Алексовски, на комисијата за комунални дејности Александар Велјановски, на комисијата за јавни дејности Ариф Селмани, на комисијата за награди и признанија Џусен Нухи, на комисијата за полова рамноправност Зана Каса, на комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди Гуцим Абдулај, додека председател на комисијата за односи меѓу заедниците поради технички причини ќе биде избран на следната седница. На денешната седница беше верификуван и мандатот на новиот член на Советот Љулзиме Пајазити од Беса, додека на местото на сегашниот председател на Советот Беким Мемети, советниците го изгласаа предлогот нов член на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања да биде Хатидже Цека. Покрај тоа беше усвоен и предлогот за разрешување на двајца членови во управниот одбор на јавното претпријатие Градски паркинг. Како дополнување на дневниот ред беше точката со која беше дадена согласност за изготвување на целосна документација за изградба на нова градинка, која на барање на владата треба да и биде доставена до 2 мај. Денеска на петата седница на Советот на општина Тетово се усвоја неколку точки од дневниот ред, меѓу кои и формирање на комисиите што се во состав на општина Тетово, некои примени донации и така натаму. Беше побарано од страната на владата да Советот на општина даде зелено светло за почнување на и комплетирање на документите од страна на општината и нивното доставување до владата на Република Македонија. За градење на нова градинка. Точно, да. Што доделија фирмите? Значи, дел од фирмите доделија овие за прочистување на воздухот во некои градинки, значи некаде, ако не се лажам, 33 машини за прочистување на воздухот. Исто така имаше донација и од Кипер, што ќе се реновира дел од паркот на кај Шарената џамија, ќе биде има дели за деца, бекатони за патишта, така. На денешната седница беше одлучено дека сите советници ќе бидат овластени за склучување бракови на подрачјето на општина Тетово, при што ќе се менуваат еднаш неделно. Инаку и општина Тетово ќе учествува во расправата за Законот за игри на среќа на Министерството за финансии, со тоа што ќе достави во писмена форма предлог објектите за игри на среќа да не се поставуваат покрај училишта, универзитети или верски објекти. Општина Гостивар промовираше веб платформа која овозможува граѓаните да пријавуваат инфраструктурни, комунални и други проблеми. За сега платформата на македонски јазик е достапна само делумно, односно има делови кои не се преведени. Општина Гостивар денес промовираше посебна веб платформа преку која граѓаните онлайн може да пријавуваат проблеми, како оштетени улици, отпад, загадување на воздух и слично. Пријави МК е проект на Сдруженијето на граѓани Нексус, а Гостивар е избран како пилот општина во Македонија, во која платформата се става во функција. Практично представува алатка која што води кон транспарентност во работата на општината. Со оваа апликација практично сите граѓани на Гостивар ќе можат да пријават до општината и до службите во општината и до јавните предпријатија во општината за сите проблеми што се случуваат актуелно. Конкретно за кај што нема хигиена, кај што има проблеми по патишта во Гостивар, кај што има кучиња, кај што има секакви проблеми со кои што треба да менаџира самата општина. Знаеме дека ова ќе биде тешка работа за општината, ќе се пријавува тоа што треба и што не треба. Меѓутоа, свесни за тоа и подготвени да се соочиме со тоа максимално колку што можеме со
човечките ресурси што ги има општината, се со цел да покажеме дека сме подготвени да работиме и да се справиме што потранспарентно што ќе може. Најавена како проект кој треба да ја поттикне комуникацијата и соработката меѓу локалната самоуправа и граѓаните, платформата сепак на македонски јазик засега е достапна само делумно. Промотивното видео во кое се објаснува како функционира пријавувањето го има само на албански јазик. Превод на македонски нема и во делот определен за помош на корисниците со најчесто поставувани прашања. На фармери од Полошко на трибина во Тетово во рамки на програмата за зголемување на пазарната вработливост им беа посочени предностите од органскиот начин на производство, гранка која е едно од најбрзо растечките во светот. Иднината на македонските земјоделци и сточари е производство на органска храна. Земјата нуди идеални услови клима за одгледување на ваков производ, кој е многу баран во западноевропските земји. Познавачите на приликите на денешната трибина во рамки на програмата за зголемување на пазарната вработливост посочија дека поборовачката на македонската органска храна од европските земји е поголема од тоа што се произведува во земјата. Странците велат се заинтересирани да купуваат од нашата земја дури и органско семе. А органското производство такво какво што е, носи поголем приход на самите земјоделски производители, што значи на единица мерка можат многу повеќе да заработат. Значи од 1 хектар конвенционално се заработува многу помалку отколку од 1 хектар органско производство. И може да се имаме интерес од странските купувачи да се склучуваат долгорочни договори кои што и однапред дел се авансира во опрема. Значи има голем потенцијал. Дури има многу поголем интерес од тоа што ние го правиме и произведуваме. Веќе последниве години фармерите се запознаваат со барањата на за органско земјоделско производство и голем дел од земјоделци не заради субвенциите, туку заради тоа што навистина сакаат да произведат органски производи, поминуваат од конвенционални во органски. Меѓутоа и не се за занемарување нашите македонски потрошувачи, читаат, слушаат, излегуваат, патуваат надвор и има голем број на потрошувачи во Македонија кои би сакале на нивната трпеза да имаат органски производи и кои веќе постојано секојдневно ги купуваат органските производи. Имаме мал број на фармери, нашата идеја кои во моментот произведуваат многу помало од она што се бара на пазарот. И идејата е да им представиме на фармерите дека не е проблем, не е тешко, може да се произведе и може да се продадат органски производи во Македонија по солидна цена. Некои фармери кои присуствуваа на трибината истакнаа дека извозот на дел од органската храна е сложен. Меджита Мити од Агро Драгоево, овчарско стопанство кое произведува органско сирење, вели дека токму поради бирократски причини досега не успеа да обезбеди документи за извоз на својот производ. Тој мора сирењето да го продава на домашниот пазар, каде нивото на свест на населението за користење на органска храна е многу ниско. Никој не јаде сирење органско. Тоа органското многу мало е и според тоа сите си зимат сирење со прав, што се млеков прав и што прават шмиќарлаци и тоа сирење го јадат луѓето. Бидејќи е поевтино, а органско треба да биде малку поскапо, али не може бидејќи народот нема пари. Во Македонија има 600 сертифицирани оператори кои произведуваат органска храна. На светско ниво, оваа стопанска гранка е една од најбрзо растечките. Почнувајќи од денес, утре и задутре, тетовските занаетчи имаат можност да го посетат сајмот на најпознатите производители на рачни и електрични алати, хоби и професионални брендови, програма за градинарство, за индустрија, градежништво и столарија е само дел од понудата на сајмот, каде цените се со 20 до 30% попуст. Рачен и електричен алат од хоби и професионални брендови, програм за градинарство, индустрија, градежништво, столарија. Од денес па во наредните 2 дена пред продажниот салон на Бау центарот Ампер во Тетово отворен е сајмот на најпознатите производители на рачни и машински алати, каде тетовци имаат можност да се снабдат со алатите кои им недостигаат во нивната работа, истовремено и да ги видат новитетите и иновациите во областа со која се занимаваат. Ова е традиционален сајм кој што се одржува во Тетово за рачен и електричен алат, претежно професионален, каде што луѓето стварно имаат ексклузивна можност да дојдат, да ги видат сите брендови на едно место и да си обезбедат професионален, квалитетен алат со добар попуст. Интересот е одличен, очекуваме од наредниве 2 дена додека трае сајмот да биде уште поголем
и ги покануваме сите професионалци, аматери, сите што работат нешто за нечи да повелат, да не посетат нашиот стан тука и да се дружиме. Ние сме тука на сајмот во Бау центар Ампер, Тетово по 4-та година поред. Ги представуваме Бош и Варстрој, на кои сме генерални застапници за Македонија. На овие сајми убаво да се учествува, пошто се промовираат сите брендови, се прават добри цени, попусти за потрошувачите, каде може да дојдат до алат, добар алат по многу подобри цени во споредба со редовните цени кои што се во маркетите. И така, препорачуваме на сите кои не дошле, не посетиле, да поминат, да видат и така. Сајмот на најпознатите производители на рачни и електрични алати ќе трае денес, утре и задутре од 8 до 19 часот. Отворен ден на Државниот универзитет во Тетово. Матурантите имаа можност да се запознаат со студиските програми на универзитетот во рамки на 13 факултети. Како секоја година и ова година Универзитетот во Тетово организира отворениот ден каде се презентира академската понуда на универзитетот за академската 2018-2019 година. Во текот на отворениот ден матурантите ќе имат можност од страната на академската заедница да се запознаат со студиските програми што ги нуди универзитетот во 13 факултети. Исто така, во рамките на отворениот ден се организира и вториот сајем на прерамбените продукти Food Expo 2018, каде учествуваат најпознати прерамбени компании од нашата земја. Предложивме конкурс и конкурсот е до Министерството за образование, негде над 3000 студенти предвидуваме. А во катедрата за македонски јазик, според конкурсот што ние го предложивме, се предвидува да се запишуваат 50 студенти. Конкретно за нашата студиска програма, значи македонски јазик и книжевност, да кажеме дека нудиме 4 годишни студии, односно 8 семестри, со свој 240 кредити. На крајот на студиите, студентите се здобиваат со назив дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, со која што диплома може да работат како професори по македонски јазик, како наставници по македонски јазик, исто така и како лектори. Значи една убава можност да си најдат вработувања. Да кажеме нешто подетално за нашата студиска програма, значи имаме голем интерес од страна на студентите. Се надевам дека и оваа година ќе биде така. Ние покрај тоа што вршиме настава, што држиме вежби, имаме и наставни активности, значи организираме едукативни екскурзии ширум Македонија. Тоа се екскурзии по повод да се видат духовните, јазичните, културните богатства на Република Македонија. Посетуваме родни куќи на некои наши писатели и дејци. Организираме македонистичка вечер. Можеме да се пофалиме дека оваа година најверојатно прецизен датум немаме, меѓутоа најверојатно ќе биде 7 мај, па ве покануваме и вас и сите кои се заинтересирани да учествуваат како гости на оваа наша манифестација. Организираме гостувања од професори од други универзитети, диалектолошки екскурзии и така натаму, така што покрај нашата катедра која што функционира во рамките на филолошкиот факултет, имаме уште многу други катедри, многу други факултети, 13 факултети се на ниво на Универзитетот во Тетово. Тројца малолетници се повредени во 2 одделни сообраќајки кои се случиле вчера во Гостиварско. Двајца од нив возеле велосипед со мотор, а едно девојче било пешак. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути на крстосницата на улиците Гоци Делчев и Линденска во Гостивар се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Сеат Ибица со гостиварски регистарски таблици, управувано 23 годишен гостиварец, и велосипед со мотор Јиа Јуе Матадор, што го управувал 16 годишен малолетник од Долна Бањица, соопшти СВР Тетово. По несреќата 16 годишниот мопедист и неговиот 17 годишен сопатник исто така од Долна Бањица со медицинско возило пренесени се во Гостиварската општа болница Ферид Мурат за укажување лекарска помош. Како што соопшти СВР Тетово, на локалниот пат во Гостиварска Горна Бањица
Патничко возило Мерцедес со гостиверски регистарски таблици вчера околу 18 часот и 20 минути удрило во 12 годишно женско лице пешак и веднаш го напуштило местото. Повреденото девојче пренесено е во гостиварската болница, каде му е укажана лекарска помош. Извршен е увид, се утврдува причината за несреќата и другите поединости и се работи на идентификување на возачот учесник во сообраќајната несреќа. 66 годишен жител на Теново ги истепал сопругата и ќерката со тротинет, а кога тие му побегнале, тргнал по нив со мотика. Гостиварец уценуван преку Фејсбук за компромитирачки фотографии, следува полицискиот билтен. 39 годишна жителка на тетовското село Теново вчера околу 16 часот пријавила семено насилство извршено врз неа и мајка и од нејзиниот 66 годишен татко, соопшти СВР Тетово. Двајцата сопружници најпрво започнале меѓусебна вербална расправија, пошто сопругот физички ја нападнал сопругата удирајќи ја со тротинет по рацете. Се вмешала ќерката со намера да ги раздели, но и таа била нападната, а потоа мајката и ќерката успеале да влезат во куќата и да ја заклучат вратата. Пријавениот зел мотика и се обидел да ја отвори вратата, меѓутоа не успел да го направи тоа, освен што го скршил стаклениот дел. Набрзо по пријавувањето лишен е од слобода и се работи на целосно расчистување на сите поединости поврзани со случајот. Како што соопшти СВР Тетово, 23 годишен гостиварец вчера околу 11 часот пријавил дека со непознато женско лице со кое неодамна се запознал преку социјалната мрежа Facebook, споделил неколку контраверзни компрометирачки фотографии. По известно време непознатата со порака му се заканила дека ќе ги објави фотографиите и му побарала 1063 евра. Меѓутоа, кога и рекол дека нема толку пари, се согласила тој да ја плати 100 евра, а дека таа веднаш ќе ги избрише фотографиите. Наместо тоа непознатата продолжила да бара уште пари. Се преземаат мерки и активности за расчистување на случајот. 64 годишен тетовец, наставник во основното училиште Братство Миѓени во Тетово, вчера околу 17 часот пријавил дека во близина на кантата за отпадоци во училиштето пронашол нож на расклопување, соопшти СВР Тетово. Според неговото кажување, ножот претходно го фрлил ученик, кој од други ученици бил забележан како низ ходникот го носи во рака. Ножот е фотодокументиран и со потврда одземен. Се работи на расчистување на случајот. Екипата на СВР Тетово стана првак во институционална футсал лига. Екипата на секторот за внатрешни работи Тетово е првак во новоформираната институционална футсал лига, која започна со надпреварување во ноември минатата година, а која ја сочинуваат 10 екипи од исто толку тетовски институции. Вчера вечер во последното коло екипата на СВР Тетово славеше минимално со 1:0 против екипата на Основниот суд Тетово и со вкупно освоени 35 бодови заслужено ја освои шампионската титула во оваа лига. Во 15-те вкупно одиграни кола првопласираната екипа забележа 11 победи, 2 нерешени резултати и 2 порази, со гол разлика 63:25. По вчерашниот одлучувачки надпревар за првата позиција на табелата на екипата на СВР Тетово, свечено и беше врачен шампионскиот пехар. Младите гостиварски каратисти беа дел од македонската репрезентација на светското првенство во Истанбул, Турција. Оттаму се вратија со 2 сребрени медали, освоени во конкуренција на екипи од 35 држави. Шотокан карате клубот Полок од Гостивар постигна забележителен успех на светското карате првенство, кое се одржа неодамна во Истанбул, Турција. Клубот беше дел од македонската репрезентација со 11 своји каратисти. Репрезентацијата го освои 6-то место во генерален пласман, во конкуренција на 35 држави со околу 1500 надпреварувачи, а гостиварскиот клуб дома донесе 2 сребра. Од нашиот клуб учествуваа 11 надпреварувачи. Имавме
од кои сите учествуваа во поединечна категорија. Имавме неколку екипи, од кои женската екипа е 10-11 години го освои второто место, составено од Драгана Андриевска, Мелани Столеска и Матеја Тимовска. И Драган Даниловски учествуваше со уште две други деца од други клубови од Скопје во рамките на јуниори, категорија јуниори, и тие исто така го освоија вториот место. Задоволен сум и од постигнатото, а и од прикажаното. Сепак тука беше големо надпреварување, имаше доста голема конкуренција, голем дел, посебно од нашата репрезентација, од нашата екипа, децата беа првпат на така големо меѓународно надпреварување. Влија и тремата, влијаеше и многуте надпреварувачи, сета таа атмосфера таму си го придонесе своето. Нормално во такви надпреварување битен е и штребот, кој како ќе со кого би паднал во категорија, така да сепак сме задоволни покрај еден куп големи држави како што се Русија, Америка, Шпанија, Франција, Италија, кои долги години наназад има одлични резултати на тие надпреварување. Имаше и македонски представници кои освоија медали и пехта. Јас сум Драган Даниловски, учествував на светското првенство во ката тим машки јуниори со уште две други деца од Скопје од репрезентација, освоивме второ место. Па беше тешко, конкуренцијата не беше мала и искуството беше супер. Јас сум Мелани Столеска, учествував во ката тим женски 10-11 години и освоивме второ место. Се помина многу убаво во Турција и се надевам дека следниот напред ќе освоиме прво. Јас сум Драган Андриевски, учествував на светското првенство ката тим женски 10-11 години и таму се поминавме многу убаво. Јас сум Матеја Тимовска, учествував во ката тимот женски 10-11 и таму се поминавме многу убаво. Младите гостиварски каратисти посветено продолжуваат со тренинзи и подготовки за наредни надпреварувања. Најголем предизвик што ги очекува е Европското карате првенство, кое треба да се одржи есенва. Се гледа светлото на крајот од тунелот, тоа го потврдува извештајот од Европската комисија, но позитивен извештај не се случува првпат. Добивавме препораки порано, последен пат во декември 2005 година, но таа шанса ја пропуштивме. Сепак Западот и во најголемата темнина не губеше надеж за враќање на Македонија во Европа и НАТО, каде и припаѓа, рече националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Тој истакна дека од страна на одредени лица преку пропаганда се злоупотребува македонско-грчкиот спор, со што погрешно и даваат до знаење на јавноста дека евроатланската политика е погрешна. Според него западните модели на демократија се системски подобри од сите останати. Јасно е, според мене, дека се гледа светлото на крајот на тунелот, а тоа последниот извештај на Европската комисија недвосмислено го утврдува и за целиот регион на Западен Балкан, не само за Република Македонија, за нас посебно. Точно е дека тоа не се случува прв пат. Во изминативе децении тоа светло се покажуваше и порано, во неколку наврати кај нас во Република Македонија последен пат декември 2005-та, но точно е и дека во периодите на најголема темнина прозападните и прореформски сили не губеа надеж дека наспроти недемократските тенденции ќе ја вратиме државата таму каде што реално припаѓа. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска потсети дека само Македонија и 29 земји членки на Алијансата можат да одлучуваат за членството на земјата во Алијансата, а поканата за влез во Алијансата за Македонија од 2008 се уште важи. Целата идеја дека Русија нема да прифати одредени земји да станат членки на НАТО е идеја на сфери на влијание каде што големите сили ги контролираат помалите држави и тоа е во контрадикција со се за што НАТО се залага. Прво мислам дека е важно правото на секоја нација да одлучува за сопствениот пат и безбедносни договори. Ова е фундаментален принцип за НАТО. Но и Русија се заложи за овој принцип во повеќе договори, како што е Хелсиншкиот договор од 1974 година и други документи. На Скопје е да одлучи за сопствениот пат и дали сака да се приклучи кон НАТО.
Поранешната Југословенска република Македонија и 29 сојузници на НАТО одлучуваат за тоа и никој друг нема збор во овој процес. Суд во Турција осуди 14 новинари, уредници и други вработени од опозицијскиот весник Чумхуриет со казни од 2,5 до 7,5 години затвор по обвинение за тероризам, додека тројца се ослободени, јавува Ројтерс. Највисока казна од 7,5 години затвор добил познатиот новинар Ахмет Сик. Новинарите беа обвинети дека ја поддржувале мрежата на Фетула Ѓулен, кој за турските власти е главниот кривец за обидот за пуч пред 2 години. Овој случај предизвика глобални критики поврзани со задушување на медиумските слободи за време на владењето на турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган. Председателот на ерменскиот парламент Ара Баблијан изјави денеска дека на 1 мај е предвидено да се избере новиот премиер на земјата по оставката на Серж Саркисјан од функцијата. Владеачката републиканска партија се соочува со притисок да му ја предаде власта на опозицијскиот лидер Никол Пашинијан по протестите во Ереван, но и покрај оставката на Саркисјан и напуштањето на владеачката коалиција од страна на една од помалите партии, републиканците се уште го имаат мнозинството од 58 пратеници. Медиумите постојано известуваат за насилнички напади врз евреи во Германија. Еврејската заедница во Берлин повика на собир на солидарност против антисемитизмот под името Берлин носи кипа. Собири имаше и во други градови. Жолти, зелени со точки црни еврејски капи од рачно производство. Вчера вечер носеа евреите и неевреите. Меѓу нив имаше и муслимански жени со шами и луѓе со капи од други вери. На собирот Берлин носи кипа се собраа повеќе од 2000 луѓе, меѓу кои представници на сите пратенички групи во Бундестагот. Сите сакаа да ја изразат својата солидарност со Европската заедница. Поранешниот полицаец Джозеф Джеймс Де Анджело уапсен е под сомнение дека во 70-тите и 80-тите години од минатиот век ширум Калифорнија извршил најмалку 12 убиства и 45 силувања. Се претпоставува дека Де Анджело, маскиран и вооружен со пиштол, влегувал во домовите на сами жени или двојки. 72 годишниот Де Анджело добил отказ од полицијата во 1979 година, откако бил уапсен поради кражба. Музејот Мадам Тисо во Њујорк ја открива сочната фигура на Меланија Трамп, а фотографиите од скулптурата експресно се распространија на интернет. Многумина побрзаа да искоментираат дека во сочната фигура од првата дама на САД воопшто не наликува на неа. Фигурата ја представи Шон Спајсер, поранешниот портпарол на Белата куќа. Денес имавме сончево време со умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 5 до 12 степени, а дневната од 22 до 27 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Според прогнозата на метеоролозите, утре времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, попладне со услови за локален дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 4 до 11 степени, а дневната од 22 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.